Предпородилниот период е исто толку важен колку и самиот чин на породувањето. Во предпородилниот период, пациентката прави анализи во текот на целата бременост, но пред самиот чин на породувањето се неопходни основни анализи кои треба да се направат, за да мајката и медицинскиот тим бидат сигурни дека мајката е здрава и на свет ќе донесе здраво дете. Маја Алексовска, дипломиран биохемичар во Сантеплус, вели дека основното што се прави е крвната слика, која навидум изгледа обична анализа, но се добиваат многу податоци од истата. Биохемиски основни анализи за основните метаболитички процеси во организмот, крвна група мораме да определиме, РХ фактор и инфективните скрининзи за ХИВ, хепатит В и хепатит С. Доколку се појави било каква промена во тој поглед, прегледите зачестуваат, а исто така и анализите кои можат да бидат и дополнителни. Кога се прави анализа, добиените резултати од една крвна слика, навидум еритроцитите и хемоглобинот, можат да бидат во ред, да има нормални вредности, но пациентката да биде анемична. И сега тука има други испитувања кои што ги правиме за да се утврди точната причина за анемијата. Железото само по себе значи е неопходно за синтеза на хемоглобинот, меѓутоа тој не циркулира самостојно, тој е поврзан со протеин кој што е наречен трансферин и со определувањето на концентрацијата на трансферинот се определува максималниот капацитет на врзување на железото. И во тој случај покрај тоа се определуваат и резервите на железото преку друга анализа со определување на концентрација на феритин. Сега, кога ќе ги земеме во предвид, точна причина за анемија може да се определи откако ќе определиме број на еритроцити, концентрација на хемоглобин, серумско железо, феритин и трансферин. Сите тие резултати кога ќе ги добиеме, во тој случај можеме да добиеме представа која би била причината за анемија на пациентката. Еден од основните прегледи е инфективен скрининг на ХИВ вирусот за хепатит Б и хепатит С. Зошто се важни? Во ХИВ вирусот со тестот може да се утврди дали постои пациентката заразена од ХИВ позитивен вирус. Во тој случај, значи, главната цел е ние не можеме да спречиме мајката да има да се породи, меѓутоа можеме да превземеме бебето, да го заштитиме со давање на имуноглобулини и да му помогнеме на имунолошкиот систем на бебето, доколку би настанала инфекција. Проверувањето на крвната група е исто така важна биохемиска анализа доколку за време на породувањето има потреба од трансфузија. Доколку имаме РХ негативна мајка и РХ негативен плод, во тој случај немаме проблем. РХ негативен плод не би направил проблем и при наредна бременост на мајката. Меѓутоа, доколку имаме РХ негативна мајка, а РХ негативен плод, во тој случај значи во крвотокот на мајката циркулира резус факторот или протеин кој што се наоѓа на површината од еритроцитите. Хемолитичните промени во секој случај може да му наштетат на плодот и поради тоа во тој случај мајката прима соодветна инекција имунорон што го заштитува имуниот систем. Редовните биохемиски контроли на трудниците се задолжителни за навремено откривање на недостатоци и проблеми при бременоста.